Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Утрово тема болести на уринарен тракт. Колку од македонското население боледува од овие болести? Колку од нив се мажи, а колку жени? Која е најмалата возраст кај што може да се јават камчиња во бубрези? На овие теми утрово одговор побаравме од доктор Владимир Лозановски, уролог од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. Најавивме што ќе биде тема на денешнава емисија, болести на уринарен тракт. Што се може да се појави, нели обично кај нас кога ќе зборуваме за болести на уринарен тракт, секогаш се мисли дека има проблем со бубрек, со бешика, со мочен меур. Меѓутоа, тука е секако и простатата кај мажи. Ајде најпрво една генерална слика, што се и каде може да се појави и кои се симптомите на кои што граѓаните треба да обрнат внимание. Болестите на уринарен тракт се подеднакво застапени и кај мажите и кај жените. Најчести се уринарните инфекции и кај двата пола. Потоа следни се камчиња на уринарниот тракт, кои што можат да се појават дали горе во бубревот или долу во мочниот меур. Потоа одредени онколошки болести, како карциноми на простата, кај мажите карциноми на мочен меур, кој што се ова исто и кај мажи и кај жени, карциномот на бубрек и проблеми со надбубрежна жлезда. И тука не ги споменав нормално болести на гениталиите кај машката популација. Така. Кои се најпрви симптомите кои што може да и како боли бубрек? Постојано и по форуми и по емисии како се открива болеста кај бубрезите, односно кои се првите симптоми на кои што треба да се обрне внимание. Најчесто се мешаат нели со болки во грбот, со стомачни болки, како боли бубрек? Чисто ги споредуваат болките од бубрек слични како породилните болки. Значи до толку силни се тие болки. Веднаш започнува силна болка која што се појавува во некоја од слабините, дали левата, дали десната, зависност од тоа кој бубрек е фатен. Потоа може да има гадење, повраќање, трески, покачена температура, доколку тоа е некоја комплицирана ситуација. Потоа може да има дизурични тегоби, односно лажни нагони за мокрење и често мокрење, како и крв во урината. Што се треба да се направи во овој, нели доколку се појават вакви болки? Прво најчесто затоа што тие се многу силни болки, пациентите веднаш се уваат во ургентен центар. Тешко тие болки се купираат во домашни услови со таблетки и во ургентен центар се прават потребните анализи. Тоа е испитување на урината, крвна слика и следен чекор е ултразвучен преглед на уринарниот тракт. Доколку се докаже или се постави сомнение за постоење на камче или некоја друга состојба на уринарниот тракт, тогаш се препорачуваат дополнителни испитувања како компјутерска томографија, која што е моментално достапна во сите болници низ држава. Спомнавте песок, нели најчесто народски или камчиња во бубрек. Работите една метода од која што е една од поретките, да кажам, во нашиве болници. Зашто конкретно станува збор и за самиот тек на методата? Так. Што добиваат практично пациентите? Прво, во зависност од тоа колкаво е камчето и каде се наоѓа, се одбира некаков тип на третман на тоа камче. Доколку тие камчиња се малечки до 5 мм, тогаш може да се очекува и спонтана елиминација. Односно пациентите да го измократ камчето. Нормално тоа е болен, некојаш и подолг процес, но се избегнува оперативен третман. Потоа, доколку камчето е локализирано во бубрегот и е поголемо од 5 мм до кај од прилика 20 мм, може да се направи флексибилна уретероскопија со лазерска литотрипсија на тоа камче. Тоа е една понова метода која што се користи кај нас откако работиме во самата болница. Минимално инвазивна метода со која што се влегува во самиот бубрек и се крши камчето на многу ситни фрагменти во вид на прашина или мали фрагменти до 3 мм. Се очекува нивна спонтана елиминација после самата процедура, односно измокрување на тие фрагменти кои што останале внатре. Идејата, односно целта на методата е да се направи најмала
траума по самиот бубрек, по самиот уринарен тракт, да има најмалку компликации, а да се постигне максимална ефикасност, односно комплетно ослободување на бубрегот од камче, да нема воопшто камчиња или stone-free бубрек да се постигне. Ова е апарат, ласер, кој што го користите при самата постапка. Колку трае, значи време траењето на самата постапка и опоравувањето на самиот пациент и како се изведува или под локална тотална анестезија за самиот тек на постапката? Пациентите најчесто се во општа анестезија, значи комплетно спијат. Лежат во болница една вечер. Наредниот ден, доколку е се во ред, ги пуштаме дома и уште по наредниот ден можат да се вратат на секојдневните активности. Постоперативно немаат болка пациентите и прилично лесно ја доживуваат, да речеме, оваа операција, односно лесно ја поднесуваат операцијата. Ласерот кој што го користиме е холмиум ласер и ни овозможува буквално кршење на секаков тип на камчиња во самиот бубрек. Така. Зашто друго се користи ласерот, овој тип на ласер, освен за оваа метода? Овој тип на ласер ние го користиме конкретно за енуклеација на простата. Тоа е анатомска енуклеација на простата, која што е пандан на некои други методи кои што се користат за третманот на бенигно зголемување на простатата, односно кај мажи кои што имаат проблеми со мокрење, и за сечење, односно отстранување на некои мекоткивни лези, односно промени во самиот уринарен тракт по целата негова должина. Кај жени и кај мажи вечната борба, кај кој е се поодговорни пациенти? Се разбира, жените се поодговорни пациенти. Дури често мажите доаѓаат на преглед и кажуваат дека биле приморани на некој начин од сопругите да дојдат на преглед. Дали одговорноста, стигмата е надмината во однос? Се надминува стигмата и се повеќе машки само иницијативно доаѓаат на преглед затоа што слушнале нешто или прочитале нешто, чисто да направат еден превентивен преглед да не пропуштат нешто. Кој е тука најбитен во целиот процес? Матичниот лекар претпоставувам дека треба да ги едуцира на некој начин. И која е најмладата возраст, од кога практично? Дали е тоа 4-та, 5-та деценија кога треба да се направи првиот преглед на простата? Кога зборуваме за простата, за жал во нашата држава нема скрининг за карциномот на простата, иако препораките се дека после 50-та година од животот треба да се направи еден ПСА маркер и преглед со прст на простатата, односно дигиторектален преглед, се со цел да се открие во рана фаза тој карцином на простата, затоа што тогаш е скоро 100% излечлив, односно излекувањето е со многу подобри резултати и со многу помалку последици, односно компликации од самиот третман. Матичните треба да прават ПСА маркер кај сите мажи, кај сите нивни пациенти над 50 година. Кога сме веќе кај самиот преглед, знаеме дека еден од најнезгодните прегледи кога е посилниот пол во прашање, дали се ограничуваат само на ПСА маркер или сепак инсистираат да се направи ваков преглед или само доколку има проблем со ПСА-то се доаѓаат на преглед? Најчесто ние сме тие што инсистираме да направиме ректален преглед, затоа што тогаш се смета за прегледот комплетен. Так. Само ПСА маркер некогаш не е доволно. Околу повторно ќе се вратиме кај камчињата на бубрек, кај кои пациенти зборувам возрастно најчесто се јавуваат, која е најмладата нели ваша пациентка еве лично, меѓутоа и во вашата болница или пациентка кој што е откриена, а кој е највозрастниот и има ли некакви ризик фактори кои што влијаат на појавата на овие камчиња? Так. Исхрана, зборувам начин на живот. Што е тоа што ќе предизвикува? Во текот на животот, 1 од 10 пациенти, односно од прилика 10 до 12% од популацијата ќе има проблем со камче во уринарниот тракт. Почесто се ова кај машката популација, 3 пати почесто во однос на жените, а најчесто од 3-та до 5-та декада во животот. Се почесто е појавата на камчиња во бубрези заради брзиот начин на живот, заради лоша исхрана и нормално во регионите каде има потопла клима, заради дехидратација се појавуваат почесто камчиња. Најмлади пациенти кои што сме ги имале во нашата болница е 1 година,
пациентка која што има метаболно нарушување на цистеин и на метаболизмот на цистеините и е склона кон создавање на камчиња и неа сме ја кршиле досега повеќе пати со оваа метода конкретно. Возраста да речеме кај повозрастните пациенти над 70-80 години исто така се чести камчиња во бубрези, повеќе во мочен меор заради проблеми со простатата. Доколку не делува ваквиот начин на лекување, или доколку камчето сепак остане нескршено, што понатаму? Дали се предлага операција на некаков друг начин? Кој е следниот тип на лекување кој што следува? Отворената хирургија скоро и комплетно е отстранета, односно не се користи веќе за камења во уринарниот тракт. Доколку со оваа флексибилна уретроскопија не можеме да го искршиме камчето, тогаш има друга, малку поагресивна метода, но исто е минимално инвазивна, се вика перкутана нефролитотрипсија, односно се боцка бубрегот преку кожата, се прави едно малечко дупче и со помош на ултразвучен литотриптор се крши тоа камче, се отстранува. Тоа е погодна метода за поголеми камчиња. Во бубрегот некојаш дури има бубрези кои што се целите буквално полни со камења и само со таа метода може да се истретира тој камен адекватно со најдобри резултати. Билите минимално инвазивна, како продолжуваат понатаму со живот, се враќа ли во нормална функција бубрегот понатаму? Дали тие луѓе потоа и дали може повторно да се појави камен во бубрег и за колку време е разлика од еден до друг третман треба да помине? Кај оние пациенти кои што еднаш направиле камче, има 50% шанса дека во првите 5 години повторно ќе направат камче, а доколку не превземат никакви мерки за превенција, тогаш и до 80% се зголемуваат шансите за повторна појава на камчиње. Инаку превентивни мерки кои што ги предлагаме општо кај сите пациенти е прво и најважно зголемен внес на течности, конкретно вода. Треба да се пијат 2,5 до 3 литри вода на ден и нема врска дали тоа е вода купечка од шише или пак од чешма. Често ме прашуваат дали водата од чешма дека има премногу хлор, дека има премногу бигор, дали влијае, не влијае врз создавањето на камчиња. Важно е да има многу течност за урината да е разредена. Значи, на пациентите му кажуваме доколку урината е темна, значи дека се дехидрирани и можат да направат камче. Значи дека треба да пијат повеќе течности. Повеќе вода. Да, повеќе вода. Што се треба да се направи, како да препознаат практично дека имаат уринарна инфекција, дали освен чешањето, печењето на гениталиите има и нешто друго и кога се опасни по живот, бидејќи знам дека има и животно загрозувачки кои што може да завршат фатално. Типични симптоми за уринарна инфекција се често мокрење, болно мокрење, крв во урината, мирис на самата урина, често има и покачена температура, придружено со трески. Секако уринарните инфекции можат да бидат и животозагрозувачки, тогаш тоа го викаме ние уросепса, односно сепса предизвикана од уринарна инфекција. Тие се третираат агресивно со антибиотици и често побаруваат интензивна нега. Кога имаме комбинација на воспаление на бубрек со камче, тогаш тоа е итна здравствена состојба и мора веднаш да се јават пациентите за понатамошен третман, затоа што често знаат да завршат и лошо. Како да разликуваат полова болест од уринарна инфекција? Има ли некакви препораки тука? Има разлика, да. Уринарната инфекција повеќе, како што кажав, често мокрење, мирис на самата урина, покачена температура, а полово преносливите болести одат со исцедок од каналот, значи секрет се појавува, болка при самото мокрење, не постојано. Значи има разлика. Има, да. Така. И за крај на интервјуто, повторно да им кажеме на гледачите за методата која што е во моментов ја правите вие конкретно за кршење на камчиња, една препорака дека самиот оперативен зафат не е страшен, колку трае, да ги повториме работите кои што претходно ги кажавме и да го завршиме интервјуто. Да. Значи самата метода флексибилна уретроскопија е минимално инвазивна метода, се влегува до бубрегот преку природни отвори под контрола на рентген и под контрола на камера, односно гледаме во моментот.
најдобри резултати има за камчиња до 2 см во самиот бубрек. Пациентите лежат во болница една вечер, наредниот ден си одат дома. Не споменавме, мислам дека претходно возрастната граница дали може да се прават кај сите пациенти. Кај сите пациенти, и кај мажи и кај жени, независно од се може да се прави. И од возраста, предпоставувам, и кај возраста, деца. да, бидејќи ја апсолутно. спомнавте Да, малечката пациентка. Да, третираме и деца со оваа метода. Буквално истата метода и за возрастни и за деца. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме одговори на најголем дел од прашањата кои што се поврзани со работата која што ја работите, односно со уринарниот тракт. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.